Благодарам, почитувана председателке. Имено во овој амандман е, па би рекол, офатена суштината на нашето функционирање како партеничка група. Ние кога го поставивме новиот начин на однесување во политикавиот кога ја составивме владата, укажавме на тоа дека сакаме да правиме системски промени, какви што за волја на вистината ги има во Законот за игри на среќа, но исто така дека не сме луѓе кои што знаат се, дека ние можеме имаме еден став кој што ќе го преточиме во законско решение, но она кое што исто така непобитен факт е дека за 2 години се направиле во ова собрание многу повеќе јавни расправи отколку ќе го соберете периодот од изминатите 7 години, но и можеби од независноста на државата до сега, и токму овие амандмани дојдоа по испратениот законски текст кој што во јавната расправа, голем дел од оние кои што ги поканивме, јавна расправа на барање на опозицијата беше одржана во собранието, луѓето дојдоа тука, ги кажаа своите забелешки, и тука сакам да напоменам неколку имиња кои што сметам дека се особено важни. Прво сакам да го акцентирам името и учеството на колешката Ангелинка Петкова и нејзиното трпение во целиот овој процес за да излезе во пресрет на организациите кои што се споменати во овој амандман. А понатаму би сакал помеѓу другите колеги исто така да ги нотирам имињата на моите колешки Ели Панова и Дафина Стојановска, кои што исто така со еден креативен начин успеа во овој амандман да биде ставено и ентитетот на Црвениот крст, нешто што сметам дека е добро во законот. И на крајот секако би сакал да се заблагодарам на представниците од Министерството за финансии, кои што покажаа разбирање дека законскиот текст како што е предложен, доколку тоа се толкува на начин на кој што е соодветен и кој што го бараат граѓаните, прво може да се да остане на мерата која што ја имал законот пишувачот кога го пратил до собрание, а второ сите овие ентитети на граѓани да бидат задржани, бидејќи сметам дека тоа е нешто особено важно и сакам да подвлечам дека и во наредниот период секоја една политичка партија, секој еден пратеник, секоја една организација, секој едно физичко лице кое што смета дека за одреден закон треба да има јавна расправа, тоа ќе се случи. Никогаш нема да одбиеме јавна расправа за закон за кој што сметаме дека има доволно аргументи таа да се одржи, и на ваков начин ќе продолжиме да ги сослушуваме барањата, да се нуваме со нив на состаноци, бидејќи има една клучна разлика. Сите овие здруженија кои што ете сега се вметнати во амандманот, оние два амандмана кои што вчера се случија на Комисијата за политички систем, доаѓаат по низа на многу часови работни состаноци, на многу сослушувања, на доближување на барањата. Некогаш ќе успееме да ги направиме задоволни, некогаш никој нема да биде задоволен, ни ние како мнозинство, ниту владата, ниту граѓаните кои што го бараат тоа, но се додека имаме напредок и се додека на ваков начин комуницираме, сметам дека и тоа треба да продолжи во таква насока. Така да се заблагодарам на сите кои што имаа разбирање и овој проблем ќе биде надминат, а секако сите останати барања кои што ги има овие организации во соработка ќе успееме наредниот период во целост да ги реализираме. Благодарам.